Почитувани, власта во текот на вчерашниот ден потврди дека нема допир со реалноста. Почитувани, за прв пат во историјата литар бензин чини над 100 денари, а ни дизел горивото не заостанува многу и чини 95 денари за литар. Од утрово и цените на основните прехранбени производи, брашно, зејтин, месо, јајца, леб, ориз, млеко се повисоки за најмалку 5%. Инфлацијата во април, кога имаше некакви мерки, беше 10,5%, колку ли ќе биде за јуни со вакво ценовно цунами кое што ни се случува. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, познавајќи колку власта е неодговорна, изработи два закони со кои акцизата на горивата ќе се преполови за 50% и ќе се даночат со стапка од 5% наместо моменталните 18%, а прехранбените производи ќе бидат ослободени од данокот на додадена вредност до крајот на 2022 година. Единствена цел на власта е успешно спроведување на операцијата спасување на владеачката коалиција, а граѓаните за жал се колатерална штета. Повикуваме за малку разум кај колегите од мнозинството и сите заедно на итна седница, повторувам, итна седница, да ги изгласаме предлог законите за акцизите и данокот на додадена вредност. Цената за литар евро супер 95 е 104 денари, а со прифаќањето на нашиот предлог ќе биде 81 денар. Цената за литар евро супер 85 во моментот е 106,5 денари, со прифаќање на нашиот предлог ќе биде 83 денари. Цената за литар евро дизел е 95 денари, а со прифаќањето на нашиот предлог ќе биде 76 денари. Почитувани, ваквото ноншалантно однесување за потребите на граѓаните од страна на СДСМ и ДУИ мора да биде казнето на предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат оваа есен. Токму затоа ве повикуваме на 18 јуни да се видиме на протестот пред владата и да им пратиме порака дека не ги бива и дека мора да се одат. Ви благодарам. Поведете прашања доколку имате. Се надевам дека ќе се вразумат и дека ќе ги прифатат, бидејќи ова кое што се случува е навистина е големо оптеретување на сите семејни буџети на домакинствата како и на стопанството. Доколку продолжат да се инатат и не ги прифатат овие наши предлози, ќе се обидеме преку амандмани на буџетот, кои што со расправа треба да почне кон крајот на оваа или почетокот на наредната недела. Доколку и тоа не го прифатат, ги повикуваме сите граѓани кои што можат да видат како оваа власт се однесува со нив, да ни се приклучат на 18 јуни, бидејќи единственото нешто што ни останува е да ги преземеме сите инструменти за предизвикување на предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.